преку Министерството, АД водостопанство, по целина владата, дадовме еден сериозен акцент и оваа година бербата заврши со над 115 милиони килограми, што е раст од 30 на милиони килограми плюс од минатата година. И тоа за нас е еден успех кој што ќе биде дополнителен стимул за нареднава производна сезона уште повеќе да имаме во овој дел. Она што се одлучи да се донесе субвенција, да, се бара зрно повеќе. Така е. Она што се одлучи да се даде одредена помош на дел од винарските визби кои што откупиле сорта Вранец, морам да потенцирам дека светските трендови моментално се повеќе ориентирани на производство на бели сорти на вина, додека црвените се некако помалку барани. Меѓутоа, она што во одреден период, како што гласи мерката од 17 до 31 октомври, иако сите винарски визби согласно комуникацијата која што имавме, согласно нивните пријавени количини кои што планираат да ги откупат, за жал дел од нив не го испочитуваат тој договор, односно решија да го намалат тој капацитет, тоа планирано производство, односно откуп на винско грозје. И ние решивме да им помогнеме на сите останати винарски визби. Јас го чекам извештајот, бидејќи јас не знам во моментов кој откупил, кој не, тоа си го прави инспекторатот, да им помогнеме со одредена стимулација која што ќе биде дополнителен стимул за да го произведат, односно продадат црвени сорти на вина. Јас сакам сериозно да ги демантирам обвинувањата кои што ги следам од опозицијата, дека ова ќе било момент за испомпување на буџетски средства, злоупотреба, зошто не им се давало на лозарите, се давало на винарските визби. Како прво, сигурно ќе биде сумата која што ќе биде дадена како субвенција, јавно ќе кажеме, не ја криеме, тоа нема да биде ниту испомпување, ниту злоупотреба, него класична помош на винарските визби и точната сума која